Вечерва гостин во Бекстејдж ни е Бојан Стојанов или попознат на јавноста и на публиката како Бока Конга, кој што настапува веќе години и години, ќе зборуваме за тоа подоцна низ наши најпознати кафулиња и дискотеки. Бока, како си денес? Чудно ми дое Бока, мисля Бојан ке ме кажеш. Супер, одлично. Морам да те представам и официјално, инаку знаеш дека Бока е стандард. Никој ми го нема погодено името и мислам никнеймов. Као Бока Конга, сите Бока Цонга, Бока Чонга, да, Чунга Лунга има. Да, знам дека те вика едно време Бока Чонга. Не ми смета, али Бока Конга е правилно. Ги исправаш така како ќе ти кажат Бока Чонга или си приклучуваш? Не, што ќе ги исправам? Пример сега конкретно у Хрватска Конга не знаат што е, викаат тамбура. Па добро. Тамбураш, тамбурам. Добро, пред да продолжиме понатаму со темите за кои што сакав денес да разговараме, еве би сакал на нашите гледачи, оние кои што не те познаваат, вака ти да си се представиш, мислам дека сигурно подобро од мене ќе се представиш. Колку години веќе си на нашата македонска сцена? Колку години се бавиш со ова што го правиш? Колку години лупаш на конги, веќе се изразам народно, свириш, извини, и пете, накратко објасни им на сите кои што досега немале можност да дојдат и да ја почувствуваат таа магија што ја викаат магијата на Бог. Да, тоа е една енергија што се однесува на почетоците. Уствари сум музичар кој свирил на ударни инструменти, а пресекот негде 2011 година каде што имав операција на рака и како имав една пауза каде што беше дали ќе се занимавам пак со музика или не. И тука беше тој преокрет, да кажам, пресврт на она идеја која сум ја цела како дете. И ми се оствари, значи од 2011 сум активно со конгиве конкретно, со перкусии, да ги собереме сите инструменти заедно, од 2011 до ден денес. А можеш ли да извоиш некоја разлика еве помеѓу македонската публика и еве конкретно во еве ќе ги ставам и хрватската и српската, да не знам дали слично реагираат, ама еве од сите на Балканот, не зборуваме сега подалеку во Европа. Која за тебе еве ти е најдобра публика, каде си добивал најгласни аплаузи, каде луѓето биле најрасположени и слично? Од кои чувствуваш најголема поддршка, што ме интересира? Ако ја собереме буквално целината, мислам, си овие години уназад, би зборел едно, ако го земеме делов конкретно сега овие година дена, публика за мене е како све она што јас ќе им дадам и како они ќе ми возвратат. Сега доброто е тоа што сегде многу добро пробивме, многу добро се однесуваме и ние со нив и они со нас, значи мене ми се исти, значи публика во публика, буквално и реакциите и како да кажам, и она што не прифатиле, и поддршка, и сликање, и буквално све, значи на моменти стварно се осеќам дека сум дали уствари е ова стварно сонот некој што сум го посакувал да го достигнам или е еве не знам никако да го објаснам. Ама како култура, сите овие држави се различни. Пример, Србија си има една култура, Хрватска си има друга култура, бидејќи настапуваме и низ Австрија, Швајцарија, Германија, Шведска, така да тоа се све начин една посебна култура како народ. А конкретно како начин на настапи, мене ми е се едно, бидејќи магијата ми е под наочари. Добро, еве пак ќе се навратам на видеата од социјалните мрежи. Многу, еве јас како што можев да анализирам, најчесто на видеата се српско или хрватски коментари, српско-хрватски коментари. Те боли ли малку понекогаш што македонците не застануваат на твоја страна или пак мислиш алгоритмот не ги носи кај наша публика? Не. Пошто кај нас можам да кажам, голем дел, посебно од младиве, нема кој не те познава, значи нема кој не дошол. Еднаш морал да дојде, макар и на студентска некоја забава. Тоа се случува бидејќи самата група, пример, како Бока Конга, тоа што сум името на конкретно Бока Конга сум јас дано, позади мене стои цел тим, како што и настапот мој не се одвива лично сам, значи има и диџеј кој прати тука и инструменти и све. Ние сме препознатливи во Македонија, да, значи од најмалата генерација до највозрастна, да кажем, бидејќи работиме доста и приватни настани и сите можни клубови низ цела Македонија. Поддршка искрено за жал и не е толку
голема според На вас. настап да дојдат сите ќе кажат дај рака, поздрави се, а знаеш кога треба јавно некој од одбрани е Најбитното, најтешкото, нели? Дури ја го има в тој момент кога баш првиот чекор го направивме надвор. Пази, тоа било цел која ние сме ја посакувале со години, да, леле, дај Боже да излеземе, знаеш, надвор, да се пробиеме надвор, бидејќи ние работиме музика која е веќе произведена и е странска музика, каде што реално многу повеќе парираме во друга земја. Никој до сега не ни дал поддршка, никој не ни помогнал и благодарение само на овој целосен труд што ние сме го посветиле толку многу време на работа, на начин, на енергија која даваме, за да ни ги отвори вратите, фала му на Господ, за да ние просперираме и надвор. И сега реално, на некој начин ја представува Македонија само со тоа што ние сме од Македонија. Иначе околу музика не, бидејќи не сме ни автори, немаме ние наши дела, немаме македонска музика, но како поддршка за нашите луѓе од Македонија, искрено за жал и немаме. Кој си вака Иве, да, најмногу разочаран, дали од медиумите, дали од блиски луѓе? Тоа сакав да го кажам, бидејќи првиот чекор кога го направим имаше само еден или два портали кои нас Нас дојде прв во бекстејдж. Ги го имам гледано интервјута. Да. Ама еве пак се водиме на тоа дека пак сте вие. Немаме поддршка, барем сега мене, нас ни е битно, како што може, пример, ја во Белград идам прв пат, и мене во Белград ме чекаат интервјуа, телевизии, исто како што имам, пример, сега гостување во Сараево во телевизија. Кажа друга класа е во дискотеки, буквално влегуваш со обезбедување. Да, значи тоа е сосем друго. Ние кај нас овдека, значи, пак ќе речем, ние сме домашни, овдека не е поентата дека ние од нешто се штитиме, него имаат кодекс, што е многу битна работа и самото чувство и ти дава енергија. Дека нашето најмалце си го цениме. Секогаш, значи тоа секогаш. Така дека она што е наше, а многу квалитетни изведувачи имаме, многу квалитетни и пејачи, и артисти, и све. Жално е што ние сме во една таква нација што никој не ти дава поддршка, само гледаат, нели, да ти исплукаат како е. Пазете, значи ако си успешен, сите те плукаат, ако не си успешен, си небитен. Ти благодарам многу Бока, драги мои, тоа беше Бојан Стојанов, а вие останете на Телма.